like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во 12-тото издание од третата сезона од нашата и ваша МТМ кошаркарска лига. Во денешното издание ќе ви понудиме 4 доста квалитетни надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонија во населбата Ѓорче Петров. Ќе погледнеме стандардната рубрика Топ 5 и ќе дадеме вовет на тоа што ќе се случува следниот викенд во лигата за сезоната 2012-13. Почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во наредните половина час и заедно да уживаме во квалитетните надпревари и мајсториите на децата. Стартуваме со првиот надпревар од денешната програма кај генерацијата 2000-2001. Во рамките на петото коло ќе настапат тимовите на АБ Песталоци и Квиско Баскет. За АБ Песталоци настапија Дамјан Спиридоновски, Марко Марковиќ, Андреј Алџајков, Горас Димовски, Антонио Гилев, Марко Симовски, Бојан Милев, Виктор Трповски, Борис Блажевски, Мате Ефремов, Мете Наумовски, Бојан Дамевски, Јана Марковиќ, Николина Бода и Кристина Христовска. Тренер на екипата е Марко Трајковски. За Квиско Баскет настапија Марко Настовски, Никола Славевски, Мартин Дамјановски, Благоја Крстевски, Даниел Србиновски, Тодор Петров, Алекса Алексовски, Христијан Милошевиќ, Дарко Настовски, Тихомир Николов, Виктор Илиовски, Андреј Мичев, Мартин Јаневски и Никола Димишковски. Тренер на екипата е Митко Костовски. Одличен почеток на надпреварот има кошаркарите на Квиско Баскет и уште на самиот старт со добра одбрана и пресинг игра уште од својата половина направија серија која до крајот на првиот дел постепено ја зголемуваа. Таа достигна да биде и двоцифрена и со 15:5 ја комплетираат првата четвртина. Во вториот дел продолжи таквата игра на Квиско Баскет за која кошаркарите на АБ Песталоци нема никакво решение. На полувреме Квиско имаше солидна предност од 24:8, а вториот дел го доби со 9:3. Во третиот дел на сцена стапија кошаркарите на АБ Песталоци, кои имаа контролата на резултатот и посадот на топката, ги запреа нападите на Квиско Баскет, што резултираше со помалку примени поени за разлика од претходните две четвртини. АБ Песталоци доби третата четвртина со 8:6, а резултатот беше 30:16 за Квиско Баскет. И во последниот период кошаркарите на АБ Песталоци само го ублажија поразот и со серија поени разликата ја спуштија да биде едноцифрена. Со 7:3 АБ Песталоци ја доби оваа четвртина, а победата отиде во раците на Квиско Баскет со 33:23. Со 10 поени најдобар беше Даниел Србиновски, 7 постигна Тодор Петров, а 6 Марко Настовски. Кај АБ Песталоци 7 постигна Дамјан Спиридоновски, 5 даде Марко Марковиќ, а 4 Матеј Ефремов. Наградата од нашите пријатели Горска ја доби најефикасниот играч на надпреварот Даниел Србиновски од Квиско Баскет. Јас сум Лазар Публовски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Војан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаџиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
Во вториот надпревар од петото коло во МТМ кошаркарската лига во генерацијата 2000-2001 се сретнаа тимовите на Академија Баскет и МЗД Скопје Аеродром. За МЗД Скопје Аеродром настапија Омер Џаферовски, Бени Џаферовски, Дејан Ристевски, Оливер Ромевски, Дамјан Ангеловски, Марко Насковиќ, Златко Ристовски, Александар Стефановски, Стефан Атанасовски, Дамјан Стојановски, Филип Бојков и Ивица Цветановски. Тренер на екипата е Владимир Гаевски. За Академија Баскет настапија Александар Тодоров, Александар Блажевски, Миле Трајковски, Бојан Радевски, Ненад Тодоровиќ, Ѓорѓи Божиновски, Тео Николовски, Борис Насков, Иван Балов, Ангел Цветанов, Милан Марковски, Дамјан Славковски и Никола Неделковски. Тренер на екипата е Зоран Балов. Надпреварот започна доста изедначено со поени на двете страни и двата тима се менуваа во водството, но сепак кошаркарите на МЗД Скопје беа за нијанса подобри од Академија Баскет и со 6:4 ја добија првата четвртина. Во вториот дел кошаркарите на Академија Баскет заиграа подобро во одбраната и го зголемија процентот на успешни обиди што резултираше со преземање на водството и до крајот на првото полувреме направија предност. Осум спрема 3 беше резултатот во оваа четвртина во корист на Академија Баскет, а на полувреме Академија Баскет имаше предност од 12:9. Во третиот дел се играше доста офанзивно и на двете страни, расположени беа стрелците во двата тима, па така во овој период се постигна и најмногу поени. Сепак, кошаркарите на МЗД Скопје беа тие кои постигнаа повеќе коша во оваа четвртина и го намалија водството на Академија Баскет на само 1 поен разлика 21-20, а третиот дел го добија со 11:9. И во последната четвртина кошаркарите на Академија Баскет го искористија поголемото искуство во МТМ кошаркарската лига и знаеа како да го задржат водството и да стигнат до победата. Немотни беа напорите на МЗД Скопје да направат нешто повеќе во оваа последна четвртина и на крајот заслужено беа поразени. Академија Баскет ја добија оваа четвртина со 11:5, а резултатот на крајот беше 32-25 за Академија Баскет. Кај Академија Баскет Иван Балов даде најмногу 10 поени, а 6 постигна Милан Марковски. Кај МЗД Скопје најдобар со 7 поени беше Александар Стефановски, 5 постигна Бени Џаферовски, а 4 Ивица Цветановски. Наградата од нашите пријатели Горска, пакет водички ја доби Иван Балов од Академија Баскет.
Добар ден, здраво, јас сум Крстевски Милан, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Филип Пецовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, 97 година сум, учам во основното училиште Димо Хаджидимов, вие гледате МТМ телевизија. Јас сум Стејановиќ Бојан, а вие гледате МТМ Кошаркашка лига. Јас сум Горан Коджич, а вие гледате МТМ телевизија. Михаило Поповиќ, а вие гледате МТВ Кошаркашку лигу. Јас сум Тихомир Џикиќ, вие гледате МТМ Кошаркашку лигу. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната емисија во петото коло кај генерацијата 2000-2001 ќе ги видиме кошаркарите на Карпош Соколи и Борец. За Карпош Соколи настапија Томе Костов, Бојан Игноски, Марко Евтимовски, Никола Јовановски, Христијан Макаровски, Андри Тавчиовски, Димитар Огненовски, Блажо Ковачевски, Виктор Славковски и Димитар Атанасов. Тренер на екипата е Сашо Стојковски. За Борец настапија Мартин Стојковски, Јован Велковски, Петар Петрушев, Никола Стојановски, Давид Крстевски, Валјмир Таири, Владимир Ѓурковски, Миомир Стошиć, Илине Бију, Амар Теировиќ, Андреј Атанасовски, Филип Николовски и Александар Атанасовски. Тренер на екипата е Ристе Ѓоргиев. Одличен почеток на надпреварот за кошаркарите на Карпош Соколи, кои за неколку минути направија солидна преднос. Истата ја задржаа до крајот на оваа четвртина, која ја добија со високи 13:4. Во вториот дел, стрелците како да нема амуниција за постигнување поени. Овој период беше доста неефикасен, па така се постигнаа само 6 поени вкупно на двете страни. Со 4:2 Борец ја доби оваа четвртина и на полувреме резултатот беше 15:8 за Карпош Соколи. Во третиот дел кошаркарите на Борец демонстрираа одлична кошарка. Со серија поени беа решени да го достигнат водството на Соколи, стигнаа и до изравнување, но тоа беше се што направија во овој период од надпреварот. Карпош Соколи немаше решение во нападот, но сепак водството кое го имаше по првото полувреме го задржа и по крајот на третиот дел. Со 14:8 Борец ја доби и третата четвртина и резултатот на семафорот беше 23:22 за Карпош Соколи. И во последниот период, кошаркарите на Борец разиграни од третиот дел, најпрво го изравнеа резултатот, а потоа за прв пат на надпреварот го имаа водството. Карпош Соколи помалку беа избунети од тоа што им се случи во второто полувреме, играта која ги красеше во првиот дел, во второто тотално се распадна, па така Борец знаеше тоа да го искористи и да го казни противникот. Борец на крајот ја однесе победата со 31:26, а последната четвртина ја доби со 9:3. Со 8 поени најдобар беше Валјмир Тахири, а по 4 коша дадоа Јован Велковски, Миомир Стошиć, Илине Бију и Давид Крстевски кај победниците. Кај поразените Карпош Соколи со 9 поени најдобар беше Бојан Игноски, а 6 даде Блажо Ковачевски. Наградата од Горска ја доби Валјмир Тахири од КК Борец. Јас сум Максим Митевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Иван Балов од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Жиновски Ѓорѓиев од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарската лига. Здраво, јас сум Андри Становски од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига.
Гледајте кошарка на МТМ телевизија. Јас сум Костовски Горан. Поздрав. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ајна Тантуровска, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова петто коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2000-2001. А како тоа го прават најдобрите, погледнете во најновите топ 5 потези во кошаркарската Евролига и NBA лигата. Cristina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Cristina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Cristina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Здраво, јас сум Дамјан Роев. Јас сум Стефан Тасевски. Здраво, јас сум Борис Семански. Здраво, јас сум Петар Жиковски. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Јован Марковски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
Следното шесто коло од оваа генерација на деца родени 2000-2001 ќе се игра на 11 мај. Тука, почитувани гледачи, ќе го завршиме ова 12-то издание од МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2012-2013. Премиерата на емисијата секогаш е в недела со почеток од 11 часот и 30 минути. Ние се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија. Вие, почитувани гледачи, следната недела ќе го погледнете седмото коло од генерацијата 98-99 во МТМ Кошаркарската лига. Поздрав и останете со програмата на МТМ телевизија. I like to move it, move it. 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 You like to move it.